ние во нашата историја до сега си имаме сретнато со секаков вид на кривични дела, од сакатење, давење, труење, злоупотреба на кучиња во борби, сексуална злоупотреба, зоофилија. Мислам, буквално нема кривично дело од областа на животните кое ние не сме го затекнали или не сме го процесирале понатаму во правниот систем. Меѓутоа, за последните 4 години има само 28 кривични пријави, од кои најчесто завршува или се одбиени, или најчесто завршуваат со блага казна 300, 400, 500 евра во зависност од максималниот износ. Еден од побизарните, кога господинот Липски пред 7-8 години, не ме фаќате за збор, му исече главата на кучето во сред центар, и кога имаше масовни протести, тоа е највисоката казна која што ја платил некој граѓанин, е 500 евра. За казна сечење на глава на куче пред кафич, пред граѓани, на јавна површина, пред својата зграда, излезе со секира човекот и му ја исече главата на кучето. Имаше протест, имаше и тогаш притисок, глобата што ја плати господинот е 500 евра. Сите знаеме дека насилството кон животните води кон насилство врз луѓето. Тоа веќе е во психологијата општо познато, дека секој оној што во младоста или подосна применува насилство кон врз животните, тоа не секогаш застанува тука и многу често таквото насилство подосно се прелева кон луѓето. И тие личности треба да се препознаат, да се изолираат и да се, соодветно казнат.